Идејата за апликацијата не дојде сосема природно, поради тоа што во изминатиот период во Македонија скоро секој граѓанин доби лажна порака од СЕВС-ите, меѓу кои што сме и сите ние. Тимот на СЕВЧ е составен од 5 студенти, односно јас, Тамара, Огнен и Христина, кои што сме студенти на Финки, и Драган, кој што ни доаѓа од Бренстен Некс колеџот. Еве како би изгледала нашата апликација. Тука можеме да видиме како би изгледала лажната порака со линк во неа кој што може да биде небезбеден, и еве како би изгледала нашата порака со шифриран код кој што можеме да ја провериме неговата важност, и тука кога ќе го внесеме можеме да видиме дали тој е пронеден во нашиот систем или не е пронеден. Доколку е пронеден можеме да видиме историјата на сите казни кои што имаат статус платено, жалба во тек, неплатено и поништено доколку жалбата е прифатена. Кога ќе кликнеме на некоја казна, можеме да го видиме прекршокот, каде бил сторен, кога бил сторен, со која кола и описот на казната која што ја имаме добиена. Доколку станува збор за лажна казна, можеме да провериме и да добиваме порака не е пронеден прекршок со овој код. Проверете го кодот од вашите SMS пораки. Можеме тука исто така да платиме со картичка или со крипто, како што беше насловот на хакатонот. И имаме тука слики со доказ за каде е сторен прекршокот и адреса каде точно сторено тоа. Исто така можеме да видиме и можеме да генерираме PDF приговор, кај што можеме да одбереме основата за приговор, да напишеме краток опис на приговорот и можеме да генерираме PDF документ кој што може да се потпише и директно да се прати во МВР. Во текот на целите 48 часа ние работевме на тимска работа, како да го сватиме проблемот од страната на корисниците, да се ставиме во којжата на сите граѓани во Македонија и размислувавме на моментот како сите граѓани треба да веруваат во нашата апликација, односно како да им ја докажеме вербата во системот. Тоа се би одела во соработка со МВР и на овој начин би се помогнало и на граѓаните, но и не само на граѓаните, и на институциите се помага. Ја намалуваме таа потреба од хартиени податоци. Со истиот проблем се соочуваат голем дел од државите, така што не би било конкретно само за нашата држава, може да најде примена и во многу други држави.